Секондаш потоа следува и редовниот извештај за изминатите 24 часа. Орел овде Орел 1. Состојбата на карулата редовно. И денот започнува. Се редат една по друга работите кои многу значат во целосно подготвување на редовното извршување на задачите. Кај Макчалан исправен над карулата како постојано да подсетува дека границата која се врежала на неговото векување и која продолжува по сартовите на Нидже, не единствената задача на овие први бранители на нашава земја. Чување на граничниот режим и целосно обезбедување на територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија. Првата патрола поаѓа. Една од поспецифичните караули која се наоѓа во рајонот на одговорност на битолскиот гарнизон е караулата кај Макчалан која се наоѓа на самата граница со соседна Република Грција. Вие сте командир на оваа караула, па за почетокот на нашиот разговор кажете ми нешто повеќе за самата караула. Каде се наоѓа, каква е таа? Се наоѓаме на карулата кај Макчалан, која се наоѓа на дел од районот, односно на дел од државната граница со Република Грција. Една од поспецифичните, како што и вие рековте, караули е во битолскиот гарнизон. Едно што се наоѓа на голема надморска височина, друго и што е оддалечена доста од најблиското соседно село Скочевир, кој се наоѓа на некаде околу 30 на километри од тука. Каков е реонот на вашата одговорност, на оваа караула? Реонот на нашата караула е 13.200 метри, односно 13 км и 200 метри. Се протега од граничен камен 115/4 до граничен камен 120. Нешто поспецифично на нашиот реон нема, затоа што е сличен на сите останати реони во битолскиот гарнизон, меѓутоа ете затоа што се наоѓаме, имаме значи на кај граничен камен 120, кој се наоѓа на самиот врв директно. Да, тоа е врвот кај Макчалан. На надморска височина од 2521 метар. Со оглед на тоа што самите сега пред малце рековте дека вашата, односно оддалеченоста на оваа караула од селото Скочевир е 30 километри. Како се снаоѓате овде? Како се имате ли редовно снабдување со потребните неопходни продукти? Имате ли се она, накратко речено, што е потребно за еден живот на една ваква висока надморска висина и на една ваква оддалеченост од првото населено место? Па караулата, нашата караула е снабдена со оние потребни артикли кои ги добиваме од Битола. Снабдена е комплетно исто како и сите други караули. Ние тука имаме мала предност на оваа караула затоа што си имаме значи своја мала економија. Ето тука си имаме своја пекара каде што си печеме самите леб за нашите потреби. Потоа електрична енергија. Електричната енергија исто така самите си ја произведуваме, така што имаме тука агрегати, свој извор за електрична енергија, така што и тоа е решено, нема. Вашата директна задача за која сте овде е обезбедувањето на границата и на пограничниот режим. Кршење на граничниот режим на границите на нашава земја со соседните држави има досега многу, посебно на поедини делови од низ. Каква е состојбата овде? Па на овој дел од државната граница е релативно мирен. Досега некој позначајно кршење на режимот во граничниот појас и воопшто на државната граница на дел одговорноста на реонот кој ние го сносиме одека немало. Ретко така некои сточари од соседна Република Грција со своите стада овци го нарушуваат режимот во граничниот појас, навлегуваат во нашата територија, но нашите органи секој пат се на своето место,
секогаш ги опменуваат и ги враќаат назад, така што посебни проблеми во однос на обезбедувањето на дел од районот ние што го имаме, не снимаме да се. Освен тоа што се наоѓате вие на оваа надморска висина, врвот кај Макчован, кој е во ваша непосредна близина и е трет по висина во нашава земја, е во секој случај предизвик за планинарите, односно за планинарските друштва. Кои се вашите надлежности при средба со планинарите, односно дали планинарите вас овде ве посетуваат и кои се вашите надлежности за време на овие планинарски експедиции? Па, планинари не посетуваат скоро секоја недела, претежно во недела така доаѓаат големи групи, како од Битола, така и од другите градови од Република Македонија. Тука имаат и одбележано планинарска маршрута која води долж државната граница, значи некаде се движат и по самата државна линија на државната граница, така што нашите надлежности се да ги обезбедуваме долж граничната линија се до граничен камен 120, каде што таму се под наша надлежност и ние се грижиме за нивната безбедност на државната граница, како и им објаснуваме за сите оние непознати овде кај што ги имаат, почнувајќи од настаните од Првата светска војна, битката на Кајмакчалан и останатите објекти кои се наоѓаат на овој дел, значи на дел од районот на нашата караула, така што и војниците се запознати од моја страна и они ги уведуваат во тајните на Кајмакчалан. Вашава караула, рековте, е обезбедена со сите неопходни средства, а пред малце видовме дека на вашава караула, што не е случај за другите што досега сме ги посетили снимајќи ја нашава емисија, и 2 коњи. Како ги добивте, кога ги добивте и зашто ви слушате? Коњите Карино и Тајчи се тука, еве веќе со нас 3 години овдека, ни служат за исто така се вклучени во обезбедувањето на државната граница, исто како одиме со нив патрола. Потоа ги користиме за разни средства, да речеме, кои се потешки, така не можеме да ги пренесеме, било да се средства за обезбедување кои ги користиме на државната граница, ги носиме со нив, значи, било да е потреба да носиме дрва или било што, значи ни помагаат доста како во обезбедувањето на државната граница, така и во целокупниот живот овдека во Караула. До сега на караулите сме се среќавале со војници задолжени за чување на службените кучиња, а на оваа караула еве ти си задолжен за чување на службените коњи. Па што се опфаќа грижата за нив? Па грижата за нив се опфаќа секое дневно сабајле, треба да му чистиш, да ги врзаш, иначе зашто ние немамо рана да му носиме таму на шталата, ги врзаме секое сабајле на кај планините и така ги спремаме кога треба да одиме за на патрола, ги храниме и тоа. Дали и порано си чувал и одгледувал коњи? Не сум чувал, ова ми е прв пат на војска, дома немам ни коњи, ни ништо. Дали доброволно се пријави за оваа задача? Да, доброволно се пријавив, сакав сам и... Како ти изгледа сега работата со нив? Дали е лесно? Па првиот пат ми беше тешко, зашто нема коњи дома, не сум знаел како да работам. Сега сум се научил добро. Составен дел на секој екипаж на караула е и службеното куче. Ти си одговорен за него и за неговата грижа. Па како изгледа еден работен ден со кучето? На еден работен ден со кучето започнува со хранење на кучињата. Секој сабајле ги го тренирам кучето, со кое треба да ја задржи таа кондиција која што ја имам. И моја работа е да го водам во патрола. Тоа ни помага многу во патрола кога одиме, службеното куче, за извршување на
своите задачи. Дали порано си чувал и одгледувал куќе? Да, сум чувал и сум одгледувал куќиња, само не таков вид како ово куќе што го имаме овдека на караулата. Готвачот го најдовме на неговото работно место во кујната. Па да ни кажеш кои јадења најмногу ги готвиш? Најмногу јадењата граф, војнички граф, виноградски компир, ориз, барање, А што сакаат најмногу да јадат војниците? војнички граф се разбира. Ти си еден од ретките готвачи по караулите кои што имаш можност и сам да правиш леп. Имате сопствена пекара. Дали имаш искуство во тоа? Па се разбира, со помош на војниците се постига некаква работа. Каде ја заврши обуката и дали претходно си се занимавал со кулинарство? Обуката заврши во Скопје во касарната Ѓорче Петров, а претходно работа во ресторан како келнер. Значи искуствата ги користиш овдека. Да. Наш печаток е дека вашава караула е сосема обезбедена со сите оние неопходни потреби за целосно, односно автономно свое делување. Едно прашање сега до вас. Како е да се биде старешина на една ваква караула? Да се биде старешина на караула е прво голема чест. Така што секој не може да биде старешина, односно командир на караула. А друго е второ е голема одговорност. Тука ние сме една мала касана. Во таа касана ние командирите на караули сме едни мали команданти. Сето оди со помош се разбира на нашите предпоставени, оди преку нас и работата се одвива се преку нас командирите. Меѓутоа, интересно е и честно да биде старешина на, односно командир на караула. Сонцето веќе паѓа за соседните падини на Ниџе и на селачките планини. Денот полека и се препушта на ноќта. Граничарите веќе можат да си дозволат малку одмор. Крај огнот, што гори на 2000 метри надморска висина, разговорот сам започнува. За денот што изминува, за утре, за редовното отсуство, а на некој пак му се ближи и скорешното враќање дома. Јас сум граничар и одам патрола по 6 сати дневно, а исто така давам и стража. Стражата оди редовно, без проблем. По колку километри дневно поминувате? Ние дневно поминуваме по 9 километри. Ти си од Охрид, дали ти не достига Охридското езеро, сега си на планина? Мене ми не достигна Охридското езеро, иако после војска ќе ми не достига и ова прекрасна убавина на планинско место на караулата Камакчалан. Значи планината има своји убавини. И сега твојот колега истакна дека на претходната караула имал контакт со луѓето. Ова караула е околу 30 км оддалечена од населеното место. Па како се снаоѓате, како живеете? Тука се снаоѓаме, имат шумството и да дојде тука овчарите. И тука ние група, мисла ние сме војниците тука, имаме контактираме и тоа разумно да мало. Така. Освен работниот дел, вие секако имате и слободно време, како го поминувате? Нормално имаме слободно време, го поминуваме шах, телевизија и читаме одбрана и некои други книги. Колку време си ти на караулата? Јас сум на караула скоро 2 месеца. Како се снајдов? Се снајдов, тоа напорно ми беше првото, до се навикнав со моите другари, пошто во живојно име други другари и овде другарите ми се добри, исто како во живојно, и поздравувам тие во живојно другарите
Исто и водникот катарски луѓе кој ми помогна многу во караулата живоња. Сепак тука ми беше првото, исто реков, напорно, ама сепак сега ми е многу добро. Мирна летна ноќ, на небесниот свод полека една по една се палат звездите над Кајмакчалан. Трепкаат како да предупредуваат дека не е се готово. Границата треба да биде безбедна и ноќе. Во сите досегашни емисии, постои еден општ впечаток дека граничните служби, односно граничните единици, се задолжени за регулирање, зачувување, пазење, внимавање на граничниот режим и на граничната линија само во текот на денот. Меѓутоа, според правилото за служење во граничните единици стои дека граничните единици на армијата на Република Македонија се задолжени за зачувување на нашата граница во текот на целите 24 часа. Колку има ноќно патрулирање? Па како и самите што рековте, во правилото за гранична служба стои дека државната граница треба да биде обезбедена 24 часа во текот на денот, значи да биде обезбедена нон-стоп. Така и ние се придржуваме кон правилото за гранична служба и државната граница обезбедуваме, значи, во текот на сите 24 часа. Така да и ноќните патроли се исто како и денските, меѓутоа Има некоја разлика? секако. При секое пуштање на ноќните патроли, посебно на ваков реон како што се наоѓаме сега, во планински реон на 2500 метри надморска височина, секако пред да пуштам патролата вршам детални подготовки каде што и се им е до прецизирано до минута каде треба да се задржат, што треба да работат и да ми се јавуваат секој На одредено време да ми се јавуваат како е состојбата на реонот. Дали има некоја посебна специфика ноќното патрулирање? Па секако дека има посебна специфика. При ноќното патрулирање ние се трудиме што помалку да патрулираме, а што повеќе да поставуваме заседа, затоа што при ноќното патрулирање битно е прислушкувањето, затоа што видливоста гледате дека при ноќни услови е минимална, затоа се одиме да поставуваме што повеќе, значи, заседи, за да можеме да прислушкуваме и при наилазок на илегални групи, значи да бидеме добро поставени за да можеме да ни паднат во раце. Рамницата веќе одамна е под плаштот на ноќта, таму е се мирно. Над неа бдеат и полека трепкаат звездите на Кајмакчалан.